Добар ден, ученици! Денешниот час ни е по биологија за 9-то одделение. Јас сум Гордана Насковска, наставник од Основното училиште Мирче Ацев од Скопје. Денес ќе зборуваме за еден важен биохемиско-физиолошки процес, важен за растенијата, но во исто време исклучително важен и за целокупниот жив свет на нашата планета. Да започнеме. На екранот гледате една слика од едно парче мебел кое што е изработено од дрво. Но за да дојде дрвото во форма доволно големо, во форма да може од него да се изработи овој мебел, треба истото да порасне. А за да порасне, треба да го засадиме, односно да ја ставиме семката од ова дрво во плодна почва. На следнава слика го гледате процесот на растење. Сме започнале со една семка која што дошла во допир со плодна почва и во текот на еден подолг или пократок временски период се оформило ова дрво кое што понатаму можеме да го употребуваме. За да може растението да порасне, потребно му е енергија, впрочем како и за секој животен процес. Истата таа енергија ја добива преку храната. Ама ние во исто време знаеме дека растенијата не одат да си купат храна, туку истата ја имаат или ресурсите за да создадат храна ги имаат во својата непосредна околина. Тој процес кога растенијата самите создаваат храна се нарекува фотосинтеза. Што всушност ни е фотосинтезата? Процес, велиме, во кој што растенијата создаваат храна и во овој процес се користи светлината. Првенствено ја користиме или растенијата ја користат сончевата светлина како примарен извор на светлосна и на топлинска енергија. Зборот фотосинтеза потекнува од грчките зборови фото, што значи светлина, и синтеза, што значи соединување. Буквално ако го преведеме, ќе добиеме соединување со помош на светлината. Но што всушност растенијата соединуваат за да можат да создадат храна? Тоа ќе видиме во следниот слајд. На следниот слајд ни е прикажано растение. Сончевата светлина е тука, израците кои што допираат до растението, и во растението, поточно во зелените делови на растението, може да се одвива процесот на фотосинтеза. Зошто во зелените? Затоа што имаат зелени пластиди, тоа се хлоропласти, а тие пак се исполнети со еден пигмент кој се нарекува хлорофил. Токму со помош на хлорофилот може да се одвива процесот на фотосинтеза. Но не ни е потребно само сончева светлина и само хлорофил. Потребен ни е и јаглероден диоксид, кој што растенијата го примаат од атмосферата преку стоминиот апарат. Потребна ни е вода, која што растенијата ја примаат преку кореновиот систем. И сега ги имаме сите потребни ресурси за да можеме да создадеме храна, односно растението да создаде храна. И на крајот на фотосинтезата се создава примарниот продукт, а тоа ни е гликозата или шеќерот. Покрај шеќерот, во текот на фотосинтезата се создава и кислород. Кислородот се создава попатно, но е исклучително важен за нормален живот на сите аеробни организми. На следниот слајд ќе ви дадам една задача. Прикажана е молекулата на вода, која што е изградена од два атоми на водород, означени со бела боја, и еден кислороден атом, означен со црвена боја. Означена ни е и молекулата на јаглероден диоксид, каде што јаглеродот е означен со црна боја, а кислородните атоми со
црвена боја. Ова се реактантите во процесот на фотосинтеза. И на крај се добива гликоза, тоа е продуктот, примарниот продукт или гликозата. Ваша задача е во вашите тетрадки да запишете, односно да пресметате колку вкупно молекули на вода и колку вкупно молекули на јаглероден диоксид ни се доволни за да може да создадеме еден молекул на глукоза и што при тоа дополнително се добива. Земете си доволно време за да ја решите оваа задача. Како помош ќе ви кажам дека молекулите на вода и на јаглероден диоксид можете да ги раздвоите на атоми за полесно да ги искомбинирате. Направете пауза и ќе продолжиме подоцна. Сега, откако ја направивме паузата, дојдовме до следниот заклучок. Фотосинтезата е процес на создавање на храна и, рековме, попатно ослободување на кислород, и тоа со потребни 6 молекули на јаглероден диоксид и 6 молекули на вода, за да добиеме еден молекул на глукоза и при тоа да ни се ослободат 6 молекули на кислород. Ова е збирната или сумарна реакција на процесот на фотосинтеза. Рековме, во процесот на фотосинтеза растенијата користат вода. Истата таа вода ја примаат преку кореновиот систем. Преку овој коренов систем, кој што понатаму низ спроводниот систем или спроводното ткиво, а да се потсетиме, спроводното ткиво е изградено од два вида на спроводни елементи. Овие тука со црвена боја означени се ксилемски цевки или ксилем, кој што спроведува вода или транспортира вода и останати неоргански материи. Транспортот секогаш оди нагоре, од коренот кон останатите делови на растението, секаде каде што е потребно, конкретно во процесот на фотосинтеза, најмногу до листот. И откако во листот ќе се создаде гликозата, таа истата се транспортира кон стеблото или кон коренот со помош на овие вторите спроводни елементи или спроводни цевки, кои што се означени како флоем. Тие транспортираат шеќери и останати органски материи. И транспортот секогаш оди надоле, од листот кон останатите делови на растението. Фотосинтезата е исклучително важна и во синџирот на исхрана или во поврзаноста на живите организми според начинот на исхрана. Зошто е важна? Растенијата се произведувачи или продуценти кои што ќе ја создадат храната или ќе ја претворат светлинската во хемиска енергија и како таква може да ја користат следните членови во синџирот на исхрана, првенствено тука се примарните консументи, односно тревојадните животни. И на крајот да заклучиме неколку важни работи за процесот на фотосинтеза. Прво, дека фотосинтезата е биохемиско-физиолошки процес во кој што се случува конверзија на светлосната енергија во хемиска. Во овој процес растенијата користат, рековме, јаглероден диоксид од атмосферата и вода од почвата. Тоа се влезните материи во фотосинтезата, кои што со помош на хлорофилот и со помош на впиената сончева светлина, натаму ќе го одвиваат овој процес. Со помош на спроводното ксилемско ткиво, растенијата водата ја транспортираат од коренот кон листовите. Со една низа на сложени хемиски реакции, растенијата ги раздвојуваат молекулите на вода и на јаглероден диоксид и така создаваат глукоза. Глукозата
првенствено ја користат за сопствен раст и развој, а вишокот го складираат во одредени делови од растенијето. Кислородот пак, кој што попатно ќе се создаде во процесот на фотосинтеза, преку стомите излегува надвор од растенијето. Ви благодарам.